Многу материјали, многу документи. За жал нема кој да слушне, ни што укажуваме веќе некој период. На пленарна седница ни е Законот за минерални суровини. Откако имавме жолчни дискусии на комисијата, многу пати укажувавме во јавноста, многу пати истиот закон го споменавме и од оваа говорница во контекст на другите закони, но сега веќе сте во ситуација кога можеме да заокружиме сликата. И можеме да сватиме зошто немаше предлагачите да ги видиме овдека на говорницата и да кажат зашто е овој закон. Не е со европска знаменце, оставија, не знам зошто, но сакам да ги прашам колегите предлагачи неколку прашања што нови се појавија во меѓувреме додека течеше дискусијата. А нема што да ги прашаме, бидејќи не знаат што поднеле. Бидејќи во суштина не знаат ни самите што сака со самиот закон, но нема да должам многу да посочувам прстот на кај нив. Знаеме која е приказката, знаеме од каде доаѓа нарачката, повеќе за јавноста да објасниме за што станува збор. Значи, Законот за минерални суровини тука е пред нас со некој бледо оправдување дека овака ќе било поевтино и побрзо, што не е точно. Во овој закон најубаво имаме слика и доказ што сакаат да направат. Кои се нивните вистински намери, кои се скриените намери и какви се штети може да се случат во однос на државата. Едноставно, во кратки црти, суспендираат институции, надлежности, држава, мислења, потврди и да директно следно барање без никаква постапка до неговото височество Артан Груби, каде што со нивниот управувачки комитет си одобруваат концесии за откупување на инвеститорот, како што предвиделе во предлог законот. А кој е инвеститорот? Тоа е ЕПДП. Ќе го спомнеме и понатаму. За јавноста да знае, и постоечкото законско решение предвидува изградба, односно изведба на проекти од посебен јавен интерес или од стратешко значење. Има предвидена постапка која што е регуларна, каде што тоа се стои во член 10 став 5, многу во објаснето, со јавен електронски повик, каде што се појавуваат сите заинтересирани што исполнуваат услови, но исто така има и член 6, каде што се дефинираат во случај кога барањето за добивање на концесија за детални геолошки истражувања го поднесува собственикот на резултатите од извршени проспекцијски геолошки истражувања на јавни предпријатија, други јавни установи и институции каде што има доминантен државен капитал, каде што државата определила дека станува збор за стратешки интерес, може да се биде поубрзана постапка. Но има суштинска разлика помеѓу скратени рокови и поништување комплетно, односно суспендирање на постапките, како што сакаат со овој случај да направат. И токму тоа е нивниот единствен предлог. Во членот 1 се суспендира практично членот 10 и вели дека со поднесувањето на барањето они практично ќе завршат целата постапка, односно им се доделува врз основа на барање без проведување на постапка за доделување на концесија по пат на јавен повик, а по постапка отворена со членот 14 до овој закон. Тоа е тоа што сакаат да го избрдат. Зошто е важен членот 14? Бидејќи во членот 14 се таксативно наведени и во брзата постапка сите оние институции за кои што треба да се земе мислење за понатаму да се добие соодветната концесија. Овој пат тоа се исвела. Ќе ги наведеме и нив малку полосно и малку подетално за што станува збор. Она што предвидува, односно предизвикува многу уште од самиот старт недоумици, нејасноти, што би сакал директно да добиеме одговор од предлагачите на законското решение, зошто веднаш не беше наведено за каков вид на минерални суровини се однесува. Во законот, во членот 4 се наведени видовите на минерални суровини. Еден од ставовите е песок и чакал, точно. Но сите други ставови, железо, манган, никел, хром, олово, мермер, гранит, габро, трабертин, минерални, термални води, CO2. Зошто тие стојат? Дали имаме можност за злоупотреба? Имаме. Бидејќи концесијата се дава така. Бидејќи се работи со урбанистички проект, бидејќи нема никој обврска да изврши пребележување во катастарот со другите закони што ги спомнавме, бидејќи може да си прави што сакаат. Сега ќе можат и да копаат и колку сакаат и каде сакаат. 6 месеци, верували или не, по завршетокот на проектот, односно по завршената изведа на проектот.
Да, и злато и сребро. И тоа знае во минерални суровини. И најдете ми едно логично објаснување зашто тоа, што би можело тоа да го подкрепи. Едно логично објаснување. Кој треба да го прави тоа? Тоа го предвидува нивниот предлагач да биде инвеститорот, тоа е ЈПДП, јавното предпријатие за државни патишта. По негово барање, комитетот треба му даде веднаш концесија во рокот од 5 дена. Иначе патем кажано, брзата постапка што постоешкото законско решение за кое што велиме ние дека ги има сите одговори, но и одговорност за оние што не постапиле, предвидува 15 до 30 дена. Не се 10 дена никаква разлика. Но таму ќе имавте дефинирана одговорност, ќе знаете кој грешил, а сега имате решение кое што се обидуваат неуспешно да ги изолираат, односно иземат од одговорност. Имате законско решение со кое што законувате беззаконие. И не е единствено, но ја прави веќе целосната слика пред јавноста и пред институциите. И затоа да не се чудите зашто се отворени веќе предмети за корупција. И за надзорот, а и останатите што ќе следат. Како што кажав, ЈПДП треба му дадат концесија. Еве го документот и овдека ќе го појавам. Ова е документ за регистрирана дејност. Може да си го извади секој од вас што има интерес од Централен регистар. Приоритетна дејност, главна преходна шифра, изградба на патишта и автопати. Други дејности во внатрешниот промет нема. Евидентирани дејности во надворешниот промет нема. Како ќе изврши концесијата? Како вие можете да дадете некој кој што воопшто не е ни зарегистрирана дејност за истото? Со кое право тој директор на ЈПДП ќе постапи? Ниту има опрема, ниту има луѓе, ниту има капацитет за истото да го направи. Ќе направи аутсорсинг, ќе спроведе постапка. Нели се тоа одговара? Колку луѓе покрај директора треба да повлече со него? Тој што го подпишал налогот, тој што го примил во архива, тој што го спровел, оној што го подготвил. Каде ќе биде душата? Колку луѓе криви или невини ќе сносат одговорност заради вас? Заради овие лукративни нарачки што ги имаме тука пред нас. Како ќе го изведите тоа? И како може да кажете дека тоа ќе биде побрзо? Било кој од овие во хиерархиски наредени вертикално луѓе во ЈПДП, било кој еден од нив да се појави совеста, вие имате блокиран веќе проект. Ајде некако ќе најдете начин да го извршите ископот. По која цена ќе го дадете на изведувачот, на Бехтел? Имате ли ценовник во јавното предпријатие? Или ќе ги дадеме гратис? Еве кажете ми тоа, одговорете барем. Барем да знаеме. Може би ќе има импликации позитивни или негативни на самиот проект. Ќе ги даде гратис или ќе ги даде над цената на чинење, кој што патем кажано, бидејќи немате ценовник, ја немате. Нема логика во ова што сакате да го направите, ниту пак има логика во тоа што сакате да дадете барање, односно да одговорите на слепо на било кое барање за концесија, при тоа, како што постоешкиот закон вели, мора да се побара амбиција и од органите на државната управа надлежни за работите од областа на животна средина, просторно планирање, заштита на културното наследство, транспортни врските, шумарството, водостопанството, земјоделството, како и други органи на државната управа надлежни за работите во соодветната област. Тоа е членот 14. Во следниот став стои и барање од мислење од локалната самоуправа и тоа е суспендирано. А што и ќе ви бидат вас и зошто би ви биле тие потребни, како планираат тоа да го надминат? Просто со уште еден поголем скандал што го имавме со нивните специјалисти, што ги плаќаме 36.000 евра месечно. Тие беа задолжени, ако се сеќавате, да направат студија за животна средина, за рефлексијата за УНЕСКО, за културното наследство и така натаму. Така се импровизира од оваа власт и така се разградува државата и институциите. Затоа не чуди што се потопени во корупција, затоа не чуди што се обременети со неефикасност истите, и затоа воопшто не ме чуди кога нашите колеги од власта сега, покрај толку злодела направени врз системот, ќе речат нашите институции биле, пазете, тромави. Затоа имало потреба од вакви закони. Не, дами и господа, оваа држава има потреба од одговорност, која што ќе следи после изборите. Ви благодарам.